Кога може да се очекува најавеното покачување на пензиите и ваш коментар за предлозите на ВМРО-ДПМН на оваа тема? Во однос на пензиите, јас веќе најавив во експозето при изборот на новата влада неколку економски политики кои што ги сметам за клучни во однос на справувањето со економската криза произлезена од здравствената криза. Пензиите беа една од тие политики и ние веќе работиме на анализи кои што ќе бидат презентирани на диалог во кој што ќе учествуваат здруженијата на пензионерите и други заинтересирани страни, секако и институциите на владата. Во однос на предлогот на ВМРО-ДПМН можам да го оценам како паушален. Предлог кој што е даден само заради тоа ВМРО да покаже дека учествува во овој процес, меѓутоа кој не се базира на никаква методологија и на никакви анализи. И спротивно на тоа, како што веќе кажав, ние веќе работиме на методологија која што ќе овозможи одржливо и долгорочно зголемување на пензиите, бидејќи пензионерите се оние кои што заслужуваат после толку години изминат труд и кои што дале голем придонес во развојот на нашата држава да бидат наградени, односно да имаат достоинствени пензионерски денови. Во однос на поддршката која што досега ја имавме, ние и во текот на 2021 година имавме поддршка за ранливите категории на граѓани, каде што спаѓаат и пензионерите со ниски примања, а денеска можам да најавам дека во светло на енергетската криза и во светло на економската криза предизвикана од енергетската криза, дека веќе работиме исто така и на пакет помош, односно на финансиска помош за пензионерите, која што ќе ја определиме врз основа на анализи и која што ќе им биде дадена на пензионерите за полесно справување со енергетската и со економската криза. Ваше видување на досегашната работа на новите градоначалници, без разлика од која партија се? Градоначалниците, прво, доминантно на локалните избори власта во локалните самоуправи ја освои опозицијата и тие мора да бидат свесни за својата одговорност. Од она што можам да го видиме дека ништо не се прави во општините. Јас живеам во градот Скопје, каде што гледам дека ветувањата кои што беа давани во текот на кампањата воопшто не се реализираат. Единствено нешто што добиваме од градоначалниците е барања за помош, меѓутоа од другата страна не постои никаква иницијатива градоначалниците да се вклучат во справувањето со економската криза и со енергетската криза. Ова го велам од фактот што овие градоначалници кои што се избрани, а кои што половина се од опозицијата и тие мора да сватат дека се власт во тие општини, буџетите ги правеа знаејќи дека е криза. Тие самите ги правеа буџетите и во нив не предвидува никакви кризни програми со кои што ќе се справат, а во насока на поддршка на граѓаните и во насока на поддршка на институциите кои што работат во нивни рамки. Дополнително на тоа, барањата доаѓаат исто така од градоначалници кои што доаѓаат од партија, која гледаме дека наместо да помага на граѓаните, вчера организираше целодневни настани со снимање на скапи видеа, со организирање на скапи сали, каде што презентираат проекти кои што прво, дел од нив се започнати од градоначалниците, кои што беа од Социјалдемократскиот сојуз, а второ, другиот дел се тотално непостоечки и јас би кажал дека се некои стелт технологија проекти кои што никој не ги гледа и никој не гледа нивна имплементација. Има се за национално убедување и веќе најавивте уште во времето кога бевте мандатар средба со Мицкоски, кога можело да се очекува, дали сте подготвени за така? Прво вчерашната изјава ја прочитав и сметам дека таа воопшто не е искрена, бидејќи ВМРО-ДПМН во изминатиот период единствено нешто што прави е креирање на хистерија во однос на разговорите кои што се водат со Република Бугарија. Исто така во рамките на подготовките за работните групи кои што ги формиравме со бугарскиот премиер и со членовите на нивната влада, заедно со нашата влада, ние упативме покана и до опозицијата, која што беше одбиена во однос на единството и застапувањето во нашата држава се прави во законодавниот дом, кој што представува дом на сите граѓани кои што се застапени од претениците и
доколку ВМРО ДПМН мисли дека со еднострани декларации со кои што единствено се попречува процесот на разговори кои што се водат во духот на европски вредности и на задржување на достоинството на сите граѓани дека ќе помогне, тие го прават токму спротивното. Во однос на одржување на средби, нормално е дека тоа ќе се случи и кога ќе се случи тогаш ќе бидете информирани. Уште едно прашање околу што доведе до хаваријата во Скопје до сега? Да, јас ги имам точно сите детали во однос на вчерашниот прекин на електрична енергија, бидејќи веднаш отидов на своето работно место. Информираше и МЕПСО преку соопштение и денес прва работа наутро генералниот директор на МЕПСО во детали на една од програмите објасни што се случи, значи се работи за технички квар кој што се има случајно на еден од далноводите кои што го напојуваат Скопје, кој што се наоѓа во Пинтија. Има изгорено изолатор на високонапонскиот далновод. Како резултат на тоа се има случајно опожарување на сламата во околината, при што системите за заштита на МЕПСО веднаш имаат реагирано. Тоа се сложени системи кои што прават заштита на трафостаниците кои што практично го напојуваат Скопје, Велес и дел од Овчеполието. Веднаш имаат прекинато со напојување со електрична енергија во двете насоки. Во оваа прилика сакам да им изразам благодарност и една пофалба до вработените прво во диспечерскиот центар на МЕПСО и второ на техничкиот кадар на МЕПСО кои што веднаш во најкраток можен рок отидоа на терен и работеа до некаде мислам 3:30 наутро, кога успеа да ги вратат Скопје го вратија во многу краток рок преку радијално снабдување на Скопје со електрична енергија, а потоа и оние корисници кои што се наоѓаат во Бунарџик со отклонување на проблемите, а денес веќе почнуваат со работа на коригирање на сите тие проблеми кои што имаат настанато во системот. Значи се работи за техничка грешка. Исто така и Министерството за внатрешни работи е излезено на терен. Тие исто така ќе завршат својата работа според професионалните стандарди со кои што работат и веројатно и тие ќе имаат соопштение. Тоа единствено може да го кажат стручните лица кои што се наоѓаат кои што работат во МЕПСО. Меѓутоа ја не зборувам за никаков сомнеш, туку зборувам за спроведување на сите процедури кои што се пропишани според закон и според упатствата за работа во МЕПСО и во другите институции. Добро.